нова епизода Cyber Команда во редовниот термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Јас сум Филип Петровски. Македонија има нов парламент. Парламентот одразува една силна верба дека ќе дојде до промена на името, ќе се врати старото уставно име, ќе ги вратиме избришаните принципи на АСНОМ, ќе го вратиме таму кај што припаѓа Охридскиот рамковен договор или капитулација, значи ќе го бришеме од преамбулата. Македонците се собраа, значи одиме како што беше замислено, како што беше во кампањата, како што беше адвертајзирано според новоговорот, нели користам зборови, одиме кон враќање на се она што треба да биде таму, на свое место, по-македонски, на наш начин, во наша држава и така натаму. Па согласно тоа и позадината, согласно тоа и оптимизмот. После се имаме право да бидеме оптимисти. Народот ја прифати поканата да се здружи, да се собере сите на едно место против криминалците од УЧК, против криминалците од СДСМ. Еве, пасокизацијата на СДСМ се случува и е на дело. Значи, народот ја прифати таа една масовна бура, предизвика бран и сега работите полека доаѓаат како што треба на свое место. Значи, очекуваме да се смени името, очекуваме Македонија на македонците, што не е ништо чудно, бидејќи македонците немаат втора држава. Македонски јазик не се зборува на друго место, во друг парламент. Како, например, албанците, што имаат еден парламент во Албанија, еден во Косово, па имаат свој парламент и во Македонија и така натаму. И они би сакале, нели, сето тоа да се обедини во една држава, малку имаат проблеми за тоа да го остварат, бидејќи делува многу брутално, многу жестоко, па затоа со инфилтрација у парламент, со борба за човекови права, со кукање, лелекање, малку овде гурни, малку онде гурни. Меѓутоа, генералниот план е тоа. Протагонистите на Влен, како и на УЧК, во сериозни пригоди, на прослави на годишнини, кога одбележуваат на спомениците на УЧК, на загинатите и така натаму, не пропуштаат да кажат дека сите албанци треба да живеат во своја држава. И јас ги разбирам, бидејќи они се потиснати, немаат права, немаат доволно простор, никој не ги ферма и така натаму, освен што имаат председател на собрание, ама сега тоа не се доволни права. Не е тоа, како да кажам, доволно. Малку е. Мислам, освен што имаат у моментов и технички премиер, например. Што технички премиер ли? Па не е тоа у исти капацитет, иако седи во исто столче. Значи, освен председател на собрание и технички премиер, значи, ако може само уште председател на држава да имаат, па после да кажат дека ете почнале да се остваруваат правата. Не е тоа доволно за нив, бидејќи не ја гледаат оваа држава како нивна држава и како држава Македонија на македонскиот народ, во која што они се, нели, составен дел со сите права. Јас тука немам проблем. Немам проблем било каква позадина, било каква етничка припадност, религиска припадност, сексуална ориентација некој да има. Тоа е него лично право. Меѓутоа мора да има кохезивна сила. Мора да има нација. Мора да има народ, кој што е составен дел од таа нација и кој што е главна осовина. Дали е чудно ако прашам кој е тој народ и која е таа нација, како би се викала таа нација и зошто ако така се вика тоа би било проблем на некој друг во оваа држава, кој што ги има сите права. Значи, може би, еве, ајде да размислиме, да не брзаме со одговорот. Може ли во Македонија тој народ да биде македонскиот народ? Чудно ли е ако во Македонија носечки столб на државата е македонскиот народ? Чудно ли е после
2 балкански војни, 2 светски војни и уште неколку помали регионални војни во минатиот век, во кои што да не редам востанија и да не се враќам во 19 век, од Кресна, Разловечко востание до Илинденско и така натаму. Да не ги редам сите тие елементи, во кои што востанија, војни, регионални и светски, македонскиот народ даде генерации на жртви, пролеа крв, се десеткуваше она највредното, најсериозниот, најчистиот генетски потенцијал на нацијата, на народот. Знаете, во известни елементи ги изедначувам нацијата и народот затоа што имаат исто име, според мене. Тоа е македонскиот народ и македонската нација. Во македонската нација може да се уклопи секој што живее на оваа територија. Пак ќе повторам, што ги има сите права. Знаете дека има религијско дивење, кој кај сака гради џамии, верски објекти, на диво и така натаму. Ајде, све тоа поминува. Срушил некој некогаш некаков свет објект, религијски објект? Не. Имате што сакате, Див Запад, Елдорадо. Немој да се изненадите утре и во вашата улица да дигнат џамија. Или, ајде, синагоги помалце дигаат. Католиците нешто се пасивни. Ама и они може да се заинатат. Значи, секој е слободен да биде што сака. Па овие ЛГБТ, сега со извинење на педерите, колку сакате ги има по улици. Секаде. Има проблем? Нема проблем. Прават тие паради, веат знамиња. Слободни се да прават што сака. Значи, религијска слобода, сексуална слобода, национална слобода. Бидејќи некои што се жалат дека се верски потиснати, се жалат и национално дека немаат права. Добро знаеме кои. Меѓутоа, тоа е фарса. Добро знаете дека оваа држава е експеримент на Балканот и во светот, каде што во еден амалгам се дадени сите можни слободи на сите можни баратели на слободи. И сите они имаат се. И пак не е доволно. И пак не е како што треба да биде. И затоа велам, кога ние, например, нешто ќе кажеме и коментираме на тој начин, ксенофоби, расисти, фашисти, екстремисти, ВМРО-вци, нацисти. Значи се користат сите можни етикети од страна на овие што немале права. А у исто време се и албанци, и муслимани, и ЛГБТ, и све. Сега, не ме карикирајте, тоа се однесува и за Срби, има ЛГБТ или педери, да ми простат сега, и Срби, и македонци, и секако. Значи, немам намера никој да навредувам ако е ЛГБТ. Педер го користам колоквијално, на улица сите викаат, нели, П, зборот П, као у Америка зборот Н. Така се збори. Има и друг израз, на Б почнува. Булјаш. Али тоа е исто колоквијално. Значи, тоа не е да се навредиш, тоа е, како да кажам, уличен говор. Сите го зборуваме. И сега тоа е забрането да го кажеш. Зошто? Значи, добронамерно е, дистинкцијата они сами ја прават. Некој вика, јас сум тоа, окей, биди си тоа. И сега, ти си тоа, а ние не смееме да кажеме дека ти си тоа. Малку е чудно, па еве затоа со оваа епизода да пробам да ги скршиме тие бариери, да можеме П и Б да ги викаме дека се П и Б со извинење дека се ЛГБТ. Или ако се муслимани, да можеме да кажеме муслимани. Па сачувај Боже ако се екстремисти, да кажеме овие се екстремисти. Затоа што позади сите тие групи, они се кријат како луѓе незадоволни од својата внатрешна состојба и све нешто некакви права им фалат. А ние македонците не смееме да кажеме дека сме, или се враќам сега од дигресијата, иако може би беше малку сложена и малку предолга,
малку бара повеќе концентрација за да се следи линијата на мислата, но дигресијата е таа. Ние македонците се срамиме да кажеме дека сме македонски народ, се срамиме да кажеме дека сме носечка нација, некој прави така да се чувствуваме. Забрането е тоа, тоа не е модерно. Дури имаше обиди со цртки да не ставаат во матични народени, на умрени, сите документи, цртки, затоа што требаше да се смени кодот, требаше да се смени сеќавањето, да се избрише и да нема таква нација. Епа, народот тоа го фрустрираше. 7 години од власта на СДСМ и УЧК. Или УЧК и СДСМ. И народот затоа ја прифати пораката, иднината, промената, Македонија е во твои раце, го зема пенкалот и заокружи како што заокружи. Па има некои пауни таму од кај Мицко, манчмелоу патриоти, со свилени одела, избричени убаво, наместени косички, прави Конрад Аденауер семинарци, кои што финови викаат, 500.000 луѓе гласаат за нас, вие ќе ни кажувате што да правиме? Мислам на овие анахроните од левица, што зборат за македонска нација. Мислам, кој беше тој? Мециновиќ ли беше? Што зборуваше? Хактан, да. Зборува не македонец за македонска нација. Па колку е тоа застарено, колку е тоа неконјунктурно, колку е тоа, сега да не кажам приглупо, ама не политички. Ти ќе му кажуваш на овој од Конрад Аденауер, што бил по семинари, како да ги стави рачињата, како да делува смирено, да не се гледа кога го мава шок внатрешен, а онда делува смирен, дотеран, скапа кравата, скапо одело, па сепак втор мандат пратеник со перспектива за трет, 3 животни века за обичен работник. Во само 3 мандати на овие Конрад Аденауер патриоти. И ти на нив ќе им кажеш за македонска нација. Хактан. Ете. Не македонец со најдобрата смисла на тоа дека е македонец. Ја не сум видел подобар говор. Дај ве молам, пуштите го неговиот говор тука. Сакам да направиме еден увид, една вивисекција, една специјална анализа како може овој човек вака да збори на луѓе кои што дошле, што земале 500.000 гласа, што народот го прифатил тоа што го кажале, онда им ја расипува свечената седница кога го бираме Гаши за преседник Скупштина. Жалам што морам како прв пат да се обратам од тоа собрание што повторно доаѓаме до една, да кажам, традиција која што се продолжува како сага на македонскиот народ. Видете го извештајот, прво ќе почнам од ова, односно овој предлог кој што ни го дадовте за Африм Гаши. Видете во кратката биографија, дури и самите вие правите нешто што не постои во македонскиот политички систем и во македонскиот устав. А тоа, вие неговата етничка припадност ја наведувате како национална. Значи, албанец пишува националност. Вие морате да сватите дека Македонија нема две националности. Значи, Македонија има само една нација, а сите етнички групи се состав на таа нација, а тоа е македонската нација. Сега да преминам на она, прво сакам да ви кажам што е собранието, за да видиме Африм Гаши што представува. Собранието во една историска смисла значи политички храм, односно политички храм на народот токму во републиката. А председателот на тоа собрание, спикерот на тоа собрание,
он не е само некој кој што ги регулира деловнички одржувањето на седниците и текот на седниците. Напротив, тој е дури и уставна категорија. Затоа и државата, односно нацијата, политичката волја на народот, која што е представена во собранието, председателот на собрание ја представува надвор. Председателот на собрание, исто како и председателот на републиката, ја представува македонската нација и македонскиот народ надвор од државата и внатре во неа. Од тука да видиме што представува Африм Гаши како предлог на ДПМНЕ за председател. Зашто да ви се извинам? За тоа што ги излажавте народот? За тоа ли да ви се извинам? Значи нема да се извинуваме за тоа, а вие нема да ви простат и да се извините. Ако ова го направите, нема да ви простат на следните избори. Ке видиме кој лаже, ова не е став, туку е предпоставка. Да продолжам понатаму. Африм Гаши го представува сето она кое што вие долу подпишаните на овој предлог. Не, се нервирам затоа што вие сакате да не представите нас како партија која што е против албанците. Не, ние сме партија која што е против необализмот и неоврховизмот, кои што моментално во ова македонско собрание прават брак и тоа ќе ја уништи Македонија. Од тука Африм Гаши, да продолжам понатаму, представува сето она што вие и колегите од Знам се подпишале на овој предлог, го представува сето она вие за кое што во кампањата зборувавте и го лажевте народот. Вие, да уште еднаш ќе го кажам, за да ви биде јасно, Вие националното предавство што го правите сега го оправдувате со тоа дека Дуи бил криминал и конечно го немал во влада. Не се работи за тоа дека Дуи не треба да биде во влада. Во македонското општество не треба да има необалистички елементи. Тоа е поентата на политичката волја на народот кој што ви ја дал. А вие со ваква политичка моќ, ако не можете да го пресечете овој јазол на кој што Македонската република ја бута во неповрат, како вие ќе продолжите утре? Вие што мислите? Зашто колегите од СДСМ тука стојат и ќутат и најверојатно ќе гласаат за овој предлог? Затоа што вие го продолжувате истото она што тие запреа. Вие продолжувате коалиција да правите со бализмот, политички оправдувајќи го, поттикнувајќи го и на тој начин давате, ја одземате можноста. На овој начин ја одземате можноста албанскиот народ на вистина да избере представници кои што се представници на основските идеали на оваа држава и на овој народ. А тоа се идеалите на Аголи, Ибраими и ред други партизани и високи функционери во Народна република Македонија. Затоа левица од 6 пратеници има 2 кои што не припаѓаат на македонската етничка заедница, но тука се да ги бранат автономските идеали. И тоа е нашата разлика, за разлика од вашиот национализам и ефтин популизам. Унитарна Македонија е автономски идеал, затоа Македонија на македонците, а земјата на земјоделците. Благодарам. Слушавте ли? Вака ми е. Mind blowing. Хактам да каже Македонија на македонците, а Манчмелоу патриотите не смеат да писнат. Конрад Аденауер семинарците објаснуваат 500.000 гласа. Неверојатно. Неверојатно што се изобличи, каква дисторзија гледам на политичката сцена, колку е паднат квалитетот да не зборуваме, колку е битно да си послушен да не зборуваме, колку е битно да си безличен да не напомнувам. Но да ми зборува овој човек за автономски идеали, за унитарна држава, за Македонија на македонците во смисла на нација,
Капа доле, мајсторе. Капа доле. Тоа е тоа што сакам да го чујам во парламентот. Во смисол некој да ми ги брани македонските интереси. Сега што вие сте безобразни и не го бирате денот, овие слават 500.000 гласова. Они одбележуваат, народот е цел позади нив. Гаши си го поставуваат со 2 пратеника. Одбележуваат една импотенција, евнушко однесување. Ама дотерани. Фини, убави, подстрижани. Едно влакно не шета ни лево ни десно. И го поставуваат гаши. Еде, окей, тука да кажеме дека ние не разбираме. Не разбираме политика, не разбираме што се случува, тоа е премногу сложено за нас, они имаат друг план. Окей. Он не е за голема Албанија, иако вие го викаат и необализам, многу интересен термин. Ја баш би сакал да видам овие необалистите да се одрекнат од бализмот, да се одрекнат од таа идеја за голема Албанија. Убаво би било да се приклучат кон македонската нација, но тоа ќе го дебатираме. Гаши кој најави дека ќе зборува само албански, кој што го прекрши словото на законот при својата инаугурација, кој што ги направи маншмело патриотите да слушаат со слушалки во собствена држава, каде што треба да се дел од носечки народ, столб на нацијата, така што ги, да не речам, изуринира од повисоко, нели, председателот на собраниот повисоко. За Северна не сме стигнали ни да дискутираме. Зборуваме за овие дождови, кисели дождови, што нели доаѓаат од повисокото место од парламентарната говорница. Ајде, ние тоа све не разбираме, они разбираат. Конрад Аденауер им ги има кажано тајните на... Мислам, фондацијата Конрад е одамна починат, да не се разбереме погрешно. Ама он им ги има кажано триковите како тоа се влада, е проста маса, ништо не разбира. Ова ќе направите, овде рака, овде ќе терате. Значи има варијанти, прост народ, прости коментатори ко мене, не разбираме. И Гаши дојде, и Гаши бидна. Океј, тоа е дел од таа стратегија. Се разместија фигурите. 2 од 3 групи кои што предлагавме да влезат у коалиција за да се врати името Република Македонија, да се поништат штетните ефекти од тоа која му е зима краватата на Заев у Преспа, меѓу кои посебно за основските принципи, кој што е првиот и најсериозниот документиран однос на создавањето на државата. Значи, да не ви објаснувам, аснам се собираат делегати кои што не се само од денешна Република Македонија, има и од другите делови. Има делегат од ВМРО, за волја на вистината има и 2 албанци делегати, но претежно е македонски. Асно е македонски. Но не сакам да мајоризираме, не сакам да си го преземеме. Историјата е таа. Има од повеќе делови, има од ВМРО делегати, има од националностите, многу помалку, не знам дали тогаш биле помалку, не биле веројатно толку помалку колку што се толку малку застапени, веројатно затоа што дел од албанците биле за балистичката голема Албанија која што правила геноцид во Западна Македонија. И тоа што ние го кажуваме, тоа што е историски факт, не значи дека ние сме еретици, не значи дека ние сме со зла намера,
Тоа е вистината. Овдека во редакција имаме човек кој што бил подложен на екзодус, на иселување и со семејни жртви во сопствениот родослов, во сопственото стебло. Има луѓе кои што знаат што се случувало и можеби затоа ги имало помалце. Но тоа не ни дава на нас за право да ги исклучиме од македонската нација. Туку треба, како што секојаш биле македонци, да бидеме инклузивни, да ги придодадеме, да ги дадеме сите права, но да си ги бараме нашите права. А тоа е народ кој што е основен столб, што ја носи нацијата, и јазик кој што е основна инклузија и интерсекција, интерконекција на сите. Па што у Америка нема ли луѓе што зборуваат шпански? Нема ли германски што зборуваат? Што ги поврзува американската нација? Не му пречи во Америка на никој, ти дома збори на... Верувам дека сите илјадници јазици што постојат од сите 190 и нешто држави од светот имаат дома што си ги зборат. Па и нели тие маорски, не знам какви се не јазици. Официјален јазик е англискиот. За да се разберат, не за да е друго. Зашто столб на нацијата е и јазикот. Ако ти седиш и си столб на нацијата, се гледате, искарикирајте ме ако сакате. Ја мислам дека основен столб на македонската нација е македонскиот народ. Главниот пилар, што би рекол идниот премиер. Или убаво звучи пилар. Столб. Македонскиот народ. И својствено на тоа, согласно на тоа, македонскиот јазик. И ти седиш со слушалки. Малку делува комично. Но пак ќе излезам од дигресијата, ќе објаснам зашто и тоа може да се прифати. Сега малку да го искритикувам сега, дали да не биде дека ги фалиме многу. Пошто многу добар потек направија со Гаши. Па мислам, гениален. Кој можеше го смисли ова да му се честито треба. Идејата што е? Значи, тој столб мора да се одработи и да се прифати од самите нас, значи да се симне и стигмата, но и комплексот, дека е лошо да бидеш дел од македонскиот народ. Дека е лошо да бидеш столб на оваа држава. Дека е лошо што во првата преамбула на првиот устав на независна Република Македонија пишуваше и два пати подоцна е сменето, дека оваа држава е држава на македонскиот народ и сите други што живеат во неа, поради вековниот стремеш и борба за која што животот го положиле генерации и генерации. Значи си дал живот, си се втемелил. Дули после Илинденското востание има сериозен елитоцид на учесниците во востанијата, на таа генерација што го носат идеалот за републиката. Зашто зборувавме нешто во претходните тешки муабети со Мечка и Мичо. Мислам пред 2 епизоди. Погледайте ги тие. Каде што они сериозно повикуваат на еднаквост, на република, додека сите држави околу нас се монархии. Овие повикуваат на слобода, на република, на избор на председател, на учество на сите граѓани. Значи, ВМРО си го има тоа и македонскиот народ си го има во кодот тоа, дека немаме проблем со еднаквост. Но имаме проблем, ако треба се срамиме што сме, и ако треба да бидеме од втор ред. Токму тоа се случи со изборот на Гаши, кој што според мене нема никаква потреба од формирање на македонска нација, воопшто не го интересира македонска држава, туку како нели во некои историски моменти смета дека оваа држава е преодна фаза кон голема Албанија. Тоа малку ми смета. А на вас? И затоа велам, окей, можда ние не разбираме политика. Овие многу разбираат, 500.000 луѓе гласа
за нив. Само имате една грешка, господа. Они не гласаа за вас. Они гласаа за пакетот, за понудата што им ја понудивте, а тоа беше Македонија. Судбината, иднината, промената и Македонија во твои раце. За тоа гласаа. Добар дел гласа и против УЧК-СД, само и требаше да гласаат против. Но за вас гласаа не затоа што се во дела, кој што ви кажал Конрад Аденауер на семинар. Туку гласаа за вас, заради тоа што го понудивте. И другото понудивте 90 пратеници парламент. Една изборна единица. Икс други работи ќе ги анализираме тие работи подоцна, бидејќи толку е голем напливот на информации, што све се случува, што не можеме да стигнеме до тоа. Го имаме програмот 1198, внимателно ќе следиме и сакаме да се остварат сите. Иако квантификацијата е за некои 2030, за некои проекти 2035, значи нешто во далечна иднина, ама напиши мога, ајде, окей, ајде не навлегувам во тоа сега. Идејата е таа, они гласа за тоа, не гласа за надменост, не гласа за самозалюбеност, не гласа да ги прикинувате и да ги смевате тие што зборуваат за Асномска Македонија, за Македонија на македонците, за македонска нација. Нешто што вие не го спомнувате, а очигледно не го ни разбирате. Едно е народ, друго е нација. И кој народ е носител, и зошто тој народ треба да ја создаде нацијата со прегрнување на другите народи, или делови од народи, или малцинства. Не знам зашто би било ерес да кажам малцинство. Па малцинство е кога не е мнозинство, многу е просто. Ако си помалку на број, ти си малцинство. И што ако си малцинство, ако ги имаш сите права? Што има тука лошо? Некој е бесен на плоштад, што е малцинство, одземени му се правата и имотот, малтретиране затоа што е малцинство. Во било која смисла, да не се враќам на сексуална ориентација, религиска и сите други. Не. Нема таков пример. Боки некој ќе каже. Боки заради криминал. Иако, нели, нашиве го представија за жртва. Конјунктурно беше да се искористи против овие и ако име на тие. Пак ќе кажам. СДСМ треба да се распушти, да се заклучи. Пратениците нивни кои што се поврзани со лошото владење од 7 години треба да си дадат не само оставки во партиите, туку треба да си дадат оставки во парламентот, да го ослободат местото за некои други луѓе. Ете, тоа е моето мислење за СДСМ. И добро е што е после 30 години, лошо е што е после 30 години, добро е што е сега. Бидејќи затоа тргнавме во 90-тите во политика. Тоа да го нема. Па они успеа меѓу време 95-та да ни го сменат знамето, успеа во 2001 да не спречат да прогласиме воена состојба и да ја одбраниме и суредиме како што треба унитарна Македонија. Па они успеа да направат промена во законот за локална самоуправа и да го дадат Кичево и Струга, да има мајоризација од албанците неприродна, успеа да го направат Скопје двојазичен град, а не беше. Успеа да го променат уставот со помош на наши осум. Али успеа да го променат уставот, да ја променат преамбулата, да го убацат Охридскиот рамковен, Охридската рамковна капитулација, како составен дел, фундамент за формирање на оваа држава. Јазикот македонски да го сведат на ниво на 1 од 2, све успеа со помош на нашите. Ама ја тие не биле наши. Ке видиме, немој да никнат на некои директорски позиции. Немој тендерчиња да продолжат да течат. Кој што тече ако не еден од нашите пратеници. Затоа велам, народот ја прифати поканата. Ја зема судбината во своји раце и ви даде власт.
И вие од таа власт направивте Гаши да биде председник Скупштина. Океј. Не разбираме. Ајде да видиме следно што ќе биде. Наше да подсетиме. Вратете го уставното име. Променете ја преамбулата. Вратете го АСНОМ. Принципите на АСНОМ на основна и единствена позиција зашто е формирана оваа држава. Не може да биде основа за формирање на оваа држава Охридската рамковна капитулација. Има како се прават права за малцинствата. Напаѓате ме слободно. Они се викаат народи, федерации, бинационални, користат различни други формули. Ја викам малцинства, бидејќи и албанците, и тоа не е ерес, во оваа држава се малцинство, немаат 51%. Значи малцинство. Во најрудиментарната форма, односно значење на зборот малцинство, без никаква акумулација на навреда. Малцинство е кога е нешто помалку од целото. Мнозинство е тоа што има најголем дел од целото. Еве сега да карикирам како за на деца у градинка. Правата да не се одземаат, но структурата на држава мора да се среди. Ги имате протениците. Понуда имаше од овие, како да кажам, да не речам заостанати, него многу ретро такви говори од 19. од 20. век, македонска нација, Астомска Македонија, имавте понуда од нив да ве поддржат да изберете македонски председател. Бог знае зошто не ја прифативте. Ајде, 61 пат ќе кажам, не ви ја разбираме комплексната филозофија на градење на политичка структура. Океј. Ајде сега да ве подсетиме. Вратете го името, суредете ја преамбулата, истакнете го македонскиот јазик како носител на и главен елемент на македонската нација. Секој нека се учи што сака дома и во школо, но мора да го знае македонскиот јазик за да биде дел од македонската нација и дел еднаков рамноправен од оваа држава. Тука живее. Ако живее во Косово, не мора да учи македонски. Не би било лошо, ај нека дадат македонски да се учи во Косово. Или нека биде рамноправен македонскиот во Албанија. Дајте некој Охридски рамковен за македонците од Албанија. Нашто ќе дадете? Ајде, окей. Вие сте заостанати држави, ние сме напредна држава, ние знаеме све тоа да го дадеме карт бланш со добра волја, со добра намера, пред сите да бидеме, да водиме во светот. Први да сме. Гинис за нас. Океј. Но вратете го достоинството, имате пратеници 500.000, ќе бидат и 600 и 700.000. Вечно ќе владеете. Вратете го името, вратете достоинството, вратете ја преамбулата, вратете ги назад сите процеси. Меѓу другото, вратете го името на музеот на ВМРО, вратете го ќосето назад, кај што му е место, вратете ги имињата на кралевите, на мостот на кралевите, кој што води кон археолошкиот музеј на Македонија. Горе пишува Северна, симнете го Северна, музеот е на Македонија. Имате чисто поле да делувате, народот е позади вас, гласовите се позади вас. Овие левица малку ви сметаат, као што реков, анахрони се. А и само 6 се. Вие сте цели 58, а според зборовите на идниот премиер и над 61 веќе. Значи, никој не доведува прашање дека тоа се купување на пратеници, ама ајде, окей, за Македонија, за подобро, купувајте пратеници. Ама вратете го тоа што народот го бара. Или во прашање е манипулација, не сакам да мислам дека е така. Ова беше Cyber команда. Никогаш не заборавете. За се што ни се случува, виновни сме ние самите. Ми се стисна снимање. Добро, хајде ще нешто малце ќе кажеме. Значи,
по скриптум, се мислевме малку, гледавме некои тука видеа. Ќе ви пуштам еден дел од еден мој говор во парламент во 2001, чисто за компарација. Нема никаква друга позадина. Говорот е стар 23 години. За среќа е сочуван на ВХС, па од мене дигитализиран, бидејќи македонската телевизија не ги чува говорите од промената на уставот поради Охридскиот рамковен договор, односно капитулација. За да не мислите дека сум зборувал тогаш друго, а денеска друго, еве неколку минути од мојот говор во таа 2001, после војната и насилното подпишување од нашите корумпирани лидери на таа капитулација во Охрид. Се гледаме едната недела во истиот термин. Оти ние можеме тука да си наброиме, да си испарафираме многу работи, меѓутоа како доаѓа до нив овој рамковен договор, додека да биде потпишан, додека беа лидерите на партиите во Охрид, Македонија има 20 мртви. Може ли некој на тоа да затвори очи? Тие принципи се добри, што се наведени тука, но се несоодветни. И сметам дека треба македонската јавност, ако има за тоа интерес и светската јавност, да знае дека рамковниот договор во самиот свој почеток не ја одразува суштинската реалност на ситуацијата во Македонија. Кој за тоа сакал да затвори очи? Кој сакал за тоа да биде премолчено? Дали некој странски фактор? Јас не знам. Но тоа не значи дека не можам овдека да го кажам. И го кажувам и останувам на тоа, дека не соодветствува на македонската реалност. Другите принципи да речеме за полицијата, изборувам малку поопширно. Се извинувам што е така. Меѓутоа реков дека се малку вакви седници и можности во животот на еден човек, сакајки или не сакајки. Изборувам опширно затоа што сметам дека македонскиот народ е во заблуда. Тој денеска е опсипан на вести, во вестници, од невладини организации, од разни емисари, од партиски доброволци, од различни мешетари, е опсипан со објаснувања дека ова е договор за мир, дека секој што е против тој договор е за војна, дека со овој договор се ќе биде постаро, дека ќе тече мед и млеко, без да излезе некој и суштински и реално да му каже од кај тргна работиве, а какви ќе бидат после ова. И мислам дека ние немаме право, како пратеници, како луѓе одговорни пред македонскиот народ, тие работи да ги премолчиме. Да видиме што пишува за локалните началници на полиција и да си предпоставиме како ќе изгледа тоа во живо. Односно, како ќе изгледа тоа во Тетово или во Гостивар после 6 месеци. Локалните началници на полиција ќе ги избираат совети на општините од листи на кандидати предложени од страна на МВР и истите редовно ќе комуницираат со советите. Ја не знам дали вие планирате, како пратеници, се обраќам на сите, али македонци, ама македонци, кога ќе заврши цела ова пародија и фарса, да одите во Тетово. Некои кои што ќе коалицираат со Али Ахмети ќе може да одат во Тетово. Тие што нема да коалицираат со Али Ахмети, планираат ли да отидат во Тетово, ама да не бидат пратеници, да им заврши мандатот?
Тоа значи дека вас ќе може терористот што денеска пука и убива македонци, затоа што нема да го идентификува никој од вас, ќе нема политичка волја да се затворат тие, ќе ги амнестирате. Тој ќе биде полицаец, оти нема да може да бидат во полицијата примени најнебитните терористи, ќе бидат најинстакнатите, најдокажаните, затоа што ќе им треба имунитет од државата. Тие ќе бидат полицајци кои што вас ќе ве легитимираат во Тетово и во Гостивар, и ако не им се допаѓа нешто кај вас, може да ве измалтретираат колку што сакаат, и понатака ако се спротивставите, ќе може да кажат дека се спротивставиле на апсење и вие да бидете криви. И во тој случај требаше да гласате за алтернативниот пат, што ќе оди преку Македонски Брод за да одите за Охрид. Доколку мислите да одите за Охрид, а да го поминете Тетово, односно да не влезете во Тетово. Ако некој пат во живот повторно се вратат работите како што некогаш биле. Ајде да не речам Теарце и Лешок. Јас така ги гледам овие работи. Оти во Тетово и Гостивар советот не може да биде ни приближно избалансиран, не може да биде одраз на оваа ситуација што имаме во парламент, туку на некои други бројки и проценти ќе биде одраз. Што значи дека ќе биде албанец. Што не значи дека до сега не бил. Имало оваа коалиција во знак на доверба, имаше и поставуваше. Меѓутоа, од утре ќе бидат терористи началници на полиција. И многу ме интересира за пратеничката група на СДСМ, дали ќе излезе некој да контрира на ова, или ќе молчите од страф од терористите. Тоа сакам да го слушнам. За консензуалната демократија. За Уставниот суд, 1/3 од судиите ќе се избира од страна на собранието со мнозинство од вкупниот број пратеници, која ќе содржи мнозинство од вкупниот број на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство, односно мнозинско население во Македонија. Ова постапка ќе се применува и при изборот на народниот правобранител и на тројца членови на судскиот совет. Тоа е прво ниво. Уставен суд и народен правобранител. Ке може ли не да концентрират много прекрасно? Молам, престанете се, да го ослободиме да зборува, кој се добил збор. Уставните амандмани и Законот за локална самоуправа нема да може да се усвојат без квалификувано мнозинство на 2/3 од гласовите, во рамките на што ќе мора да има мнозинство од гласовите на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Македонија. Значи, Уставен суд, народен правобранител, уставни амандмани, Закон за локална самоуправа. 4. Понатака, закони кои директно ги засегаат културата, употреба на јазик, образование, лични документи, употреба на символи, како и закони за локално финансирање, локални избори, град Скопје, општински градоначалници, ќе мора да постои мнозинство од гласови, во рамки на што ќе мора да има мнозинство од гласови на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедници кои не се мнозинско население во Македонија. 5 ниво. Јас немојте да ме разберете дека не сум демократ, дека сметам дека не треба албанците да се изјаснат за сите овие работи. Меѓутоа, што е ако не консензуална демократија на сите овие 5 нивоа, услов да биде пола да се изјаснат, ако не, нема ништо од тоа. Па се укинува она што се нарекува механизам, просто мнозинство, апсолутно мнозинство, двотретинско мнозинство, оти ништо од тоа нема да важи. Вие можете да имате 80 пратеници за промена на устав. Меѓутоа, под претпоставка дека има 25 албански пратеници. 12 се изјасниле. Не ви важи промената на уставот. Ќе се доведеме у позиција на шах.
Никој пат ништо да не може да се смени. И верувате, тоа е дефиницијата на пропаста. Кој ги ограничува пратениците кои што не се македонци да поднесат барање за промена на устав? Еве 25 се не се доволно. Ќе земат 5 пратеници од СДСМ, ќе станат 30, ќе ги поднесат промените на устав. Нека не убедат. Нека излезат, нека кажат вака е, вака е, вака е. Еве, нека земат 5 пратеници од ВМРО ДПМН. Гледам реагирате од место. Ако ги убедат пратеници од СДСМ, предпоставам дека би можеле да убедат и пратеници од ВМРО. Меѓутоа, утре еден од нив да не биде задоволен као некои што провоцираат од место, цела држава ќе биде закочена во сите можни механизми.